Ленче Здравкин од Велес во 2018 година ја добива државната награда Мајка Тереза за хуманизам за низините залагања за време на бегалската криза во Македонија. Но и покрај низиното официјално завршување, таа и понатаму е со лицето од Блискиот Исток, кои иако во помал број секојдневно транзитираат низ нашата земја. Редовно го посетуваат незиниот дом, каде им ја пружа потребната помош, но им ги дава и неопходните насоки како по-безбедно да се движат по патиштата, затоа што вели многу често нивните патувања завршуваат фатално. Јас секојдневно се среќавам со овие луѓе и не можам да замижам пред нивните страдања. Една порција топол оброк, чај или едно шишенце млеко за бебето што го носат на своите рамења, за мене не представува тешкотија. Да подарам, бидејќи со самото тоа сте спасиле еден човечки живот. Незиниот дом денес е претворен во магацин каде се чува топла облека, обувки, храна, медикаменти за потребите на овие луѓе. Но Ленче е само една од многуте македонски жени кои на еден или друг начин се обидуваат да ја покажат својата хуманост. Таков е примерот и со Славица Петровска, лекар по белодробни заболувања од Охрид, низ чии што раце дневно поминуваат и по 20 на пациенти. Во исто време, таа е советник во Охридскиот градски совет, па веле дека се обидува двете функции да ги вклопи во едно. Главен мотив ми е да бидам хумана и да имам еден холистички пристап, да ги сватам нивните проблеми и да им помогнам од повеќе аспекти. Работејќи јас исто разговарам со нив, ги едуцирам, ги информирам, делам информативен материјал како сами да си помогнат. И Петровска и Здравкин велат дека и понатаму жените во Македонија не се на исто рамниште со мажите. Во општествениот живот ние нормативно ги исполнуваме сите услови и учествуваме. Во клучните одлучувања жените се маргинализирани. Жена или маж за мене нема никакво значење, никаква поделба. Едноставно сите го можеме тоа и го умееме секој на свој различен начин. И двете порачуваат, хуманоста не е професија, но е потребно секој во секој момент да го даде својот придонес во заедницата во која што живее. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.